civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Како се снајде театарот во време на COVID-19 и како уште се снајде? На светско ниво можам да кажам дека прилично се работи во однос на истражување на нови театарски форми, кои што на некој начин ги диктира новото време во кое што живееме. Меѓутоа во Македонија мислам дека барем институционалниот театар не беше на нивото на задачата. Јас еве лично очекував да се истражуваат барем нови форми, нови простори, нови алтернативни изрази, можеби не во она класична смисла на не знам, публика на сцена и актери на сцена и публика во гледалиште. Но мислев дека може барем да институционалниот театар, кој што на некој начин е не знам, организацијска единица сама по себе, дека може да се занимава малце со истражување на нови простори, па на крајот на денот со проекти, дури што се прилично едноставни, вака не можеби да ги смислиш, меѓутоа да ги направиш, не знам, така аудиокниги, глумци да читаат аудиокниги за не знам, за слепи лица, да имаме, не знам, радиодрами, да имаме некаква форма во која што театарските работници биле активни и би иновирали. Имаше за разлика од институционалниот, неинституционалниот театар, имаше обид за истражување за освојување на тој алтернативен простор. Вондерленд театар, ми се чини, на Нела Витошевиќ представа, која што јас искрено сметам дека е еден од breakthroughs како начин на размислување, како проактивност на уметниците да ги освојуваат овие простори, бидејќи како што знаеме нема да биде COVID-19 нешто што завршува утре или заутре, туку некој го спомнува 2021 како година на вакцина, меѓутоа има и луѓе кои што стручњаци кои што кажуваат дека со ова треба до 2025 да живееме, што во суштина е време во кое што и тоа како треба да ги истражиме алтернативните простори за воопшто уметничка артикулација, па и театарска се разбира. Така што би очекувала од сега натаму, еве од септември, кога ќе почне сезоната, самите институционални театри да не запаѓаат во таков комодитет како што се западнати сега. Знаеш, немаме услови да викаме публика, што значи дека нема да работиме. Не. Мислам дека треба да се занимаваме малце со откривањето на различните простори, со откривањето на така да видиме што значи представа за 10 души, можеби да видиме што значи представа во алтернативен простор, во онлайн простор, да видиме, значи има светот веќе почнува да ги истражува тие форми, иако еве не да бидеме пионери, барем да гледаме што се случува таму некаде во светот и во Европа и да можеби да мисловниот процес да го развиваме и да се обидеме да креираме некаков контент, бидејќи заспаноста на уметниците ништо добро не може да донесе. Колку ќе чини културата воопшто и театарот доколку се продолжи на ваков начин да се размислува? Културата, уметноста сама по себе е секогаш немирна, значи секогаш ќе има уметници кои што на некој начин ќе најдат простор да го артикулираат својата визија за светот, меѓутоа на некој начин колку и да ја оттежнува цела уметничка артикулација вирусот, сепак мислам дека нуди можност за истражување на простори кои што досега не биле неопходни да се истражуваат, па некако не правам муабет само за Македонија, правам муабет генерално во светот. Некако сме работеле во стандардните простори, не знам, во филмски студија, на сетови, во театри, да видиме се што значи алтернативниот простор, да видиме
да видиме што значи меѓу другото и комерцијализацијата на уметноста, како некаква уметничка артикулација би можела и да се продаде во вакво време, ако немаме особено во театар, ако немаме не знам физичко присуство на публика што би значил продуктот, како би се конзумирал, на кого би бил насочен. Значи, тоа се све некои теми за размислување кои што сметам дека што попрво ги освоиме со мисловен процес, тоа побрзо ќе стигнеме до нешто што може би и откога ќе се реши целава ситуација со ковид, ќе ни помогнат за вземање на некој простор кој што сега сме го истражувале, а тогаш би дошол како алтернативна алатка или како одлична алатка за надополнување на веќе поставените стандарди и простори за изразување на уметникот. Дали ти работиш на некои проекти во моментот? Што има ново кај тебе? Во моментов работам на концепти, значи не е тоа завршна фаза како велат на работење представа, меѓутоа работам на концепти и апсолутно и тоа како размислувам за алтернативен израз и за јас имам една серија сега представи која што се занимава најчесто со позицијата на гледачот во однос на дејството и овие неколку концепти кои што сега ги работам за од септември и за од следната година се концепти кои што го продолжуваат таа наратива, тоа истражување на односот на гледачот и действието и апсолутно се инволвирани тие алтернативни простори кои што сметам дека треба да се истражуваат и мислам дека наши уметниците ќе најдат начин да го артикулираат нештото, меѓутоа мислам дека треба само институционалната уметност и култура, мислам дека треба да ја даде поддршката за во ова време каде што на некој начин одново се градат патиштата, значи ние не ги одиме патиштата веќе изградени па да видиме дали ни е добар одот, туку од нула, како римски патишта ги градиме од ништо, од никаква инфраструктура, градиме патишта кои што можеби не знам, утре ќе станат и автопати. Зборот ми е дека ние и тоа како можеме, меѓутоа секако приказната би било поуспешно да имаме институционална поддршка за нешто што сега би во оваа смисла би било и дури експериментален театар. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.